Може би звучи нестварно, но не и не очекувам впечатокот дека за секој општествен, па дури и комунален проблем стои идеолошка матрица која директно влијае врз неговото креирање. Нормално е дека со него директно се задира врз суверенитетот. Проблемот со заштита на куќиња е глобален проблем и е дел од глобалистички проект. Проблемот се појави во оние земји каде што се постоеле куќиња скитници. Според мене, проблемот е доведен до ситуација да се развива лажна заштита на животните. Се разбира, во таква ситуација за проблемот не постои никаква солуција. Тој е строго детерминиран, со специфична и локализирана територијална рамка и очигледно наметнат од познати и историски скицирани мотиви. Више осекате дека не можете да го решите проблемот. Што проблемот не е оригинален наш. Куќиња знаете каде има, таму каде што завршува Западен Балкан. Во Загреб, во Љубљана, во Будимпешта нема куќиња. Се станува појасно откако ќе биде попрецизно објаснето. Полека но сигурно се открива од каде и зошто древната библиска земја е нападната од куќиња скитници и кои биле мотивите. Има проблем кој го детектирале некои надворешници. Се обидуваат покрај со вбризгување на пари проблемот да го направат општествен проблем кој е, но и да го користат во одредени моменти како алатка против определена власт. Во конкретниот случај тоа беше власта на ВМРО. Употребата на куќињата скитници во падот на кабинетот на Груевски е повеќе од евидентна. Може би нема потреба да се потсетува, но треба да се знае кого силите на злото користеле во битката против така наречениот режим. И сакал се да прочитам еден текст од 2016 година, од 24.5. Вика, Столе Велковски председател на Анима Мунди Сдруженијето за заштита животните, кое што функционира во земја во 2009 година, е редовен на протестите на шарената револуција. И на шарената револуција редовно присутни беа не само Анима Мунди, заштита на полжавите у Струшко, заштита на комарците у Велешко и така натака и така натака. Корените се сепак подлабоки. Всушност ништо не е случајно, туку е производ на однапред направен план за престројување на земјата и нејзина окупација. Направен, меѓу другото и преку овие здруженија за некаква заштита на сенешто. Тоа е исто глобален проект во кој Македонија е нападната. Цело време од моментот на донесување на законот за невладини организации. Тоа е средината на 90-тите. Кристално чисто е дека се работи за заговор, па тој дури е и демистифициран откако биваат обелоденети лажните и невистините основи, кои покажуваат дека дури името на организацијата ги покажува злобните намери. Вистинскиот проблем е злоупотребен, донесен на ниво на политика, инсталирана јавна институција со погрешно име. Името ваше е Лајка. Лајка е руска џукела, уловена во Москва во 57 година, лансирана во ноември со Спутник 2 и четвртиот ден од лансирањето таа е изгорена. Значи, вас вие проблемот куќето да изгори вселената, у наводници. И на крајот, директно во сршта на глобалистичката измама. Вие ако сакавте да се грижите за куќињата, тие што беа лансирани па спуштени пред Јури Гагарин да се качи, тоа беа Белка и Стрелка. Чи предлагам да си го смените името. Кумството е веројатно одлична идеја за тоа како да почне да му се пристапува на проблемот со куќињата скитници. Друга и онака нема. Се додека не им текне некоја нова глобалистите.